секоја екипа секаде може да игра и да победи. Многу ќе биде битен стартот, тоест ние прво коло играме со екипата на Наковски волеј, доколку ја совладаме, второ коло доаѓа екипата на Штип и после одиме на некои екипи и мислам доколку влеземе во еден континуитет на победи, многу лесно, значи ние за четвртото место заостануваме само 2 бода. Ние сме пети, значи 2 бода тоа е, може да кажем, ништо и многу лесно може да се пласираме во плейофот. После самите резултати, самото ангажирање на девојчињата, самата желба нивна, може, Бога ми, се да се деси. Можеме да одиграме квалитетни натпревари, само што ќе пораснат децата, што ќе створат еден круг на силни и тешки одбојкарски натпревари, бидејќи до сега ги немаат тие, да ја осетат тежината, мислам дека многу лесно може да играме во плейофот. Сега за највисок пласман не сакам да зборам, но доколку се створат услови, мислиме дека и исто тоа може да изненадиме. Тоест, веќе сме ние едно големо изненадување, значи во сите кругови, во Скопје, во одбојкарските кругови, Виктори Волеј важи за еден многу млад, надежен, перспективен тим, кој што може, слободно да кажем, да ги победе на сите екипи кои што имат, зборам за екипата на Куманово, на Јанта, на екипи, Универзитет Тето, кои што имат играчи, кои што играат веќе 10 години во континуитет и имат можеби по 250, 30, 300 надпревари во прва лига.